Од Регулаторната комисија за енергетика се загрижени поради најновата одлука на Уставниот суд со која се овозможува граѓаните полесно да се исклучуваат од системот на парно греење. Првиот човек на регулатор на Бислимовски вели дека ќе ја почитува одлуката на Уставниот суд со која не мора да се бара согласност од повеќе од половина од станарите за некој да се исклучи од системот. Сепак алармира дека тоа ќе создаде притисок врз цената и дека има опасност врз енергетската мрежа ако овие граѓани почнат да се греат на струја. Можност за полесно исклучување, тоа значи намалување на бројот на потрошувачи на топлинска енергија, што може да доведе до зголемување на цената за топлинска енергија и да имаме што е можно и ќе имаме домаќинства кои што повеќе ќе се греат на електрична енергија и како што кажав во деловите на градот Скопје каде што има организиран систем за топлинска енергија, трафостаниците и воопшто и мрежата е со послаб капацитет, бидејќи не се очекувало дека таму луѓето ќе се греат на електрична енергија. Граѓаните ќе се едуцираат како самите да си ги читаат броилата на месечно ниво за да нема проблеми со премногу високи паушални сметки кои потоа треба да се коригираат. Од Регулаторната комисија за енергетика велат дека ќе побараат од Евана во сметките за струја да даде јасни насоки како да се отчитуваат броилата, а од оваа есен треба да профункционира веб платформа каде што граѓаните ќе може да ги прикачуваат податоците. За регулаторите е превисока цената од околу 10 милиони евра која треба да ја направи електродистрибуција за да можат еднаш месечно да се прочитаат сите броила. Велат дека е подобро да се инвестира во паметни броила кои ќе влијаат само со 0,1% во цената на струјата за крајните корисници. Тие броила кои што ќе ги набави електродистрибуција се водат како нивни основни средства, а согласно нашата методологија тие основни средства ние ги признаваме, но повратот на капиталот изнесува само 6,2%, значи на годишно ниво од овие дополнителни 10 милиони евра за набавка на нови мерни уреди, на крајната цена влијанието би било 0,1%, речиси никакво влијание, така да тоа ќе го направиме и во наредниот период. Од Регулаторната комисија велат дека од 29 мај до 30 јуни е рокот во кој носителите на лиценци за вршење на енергетски дејности, вклучително и лиценците за пробна работа, треба да поднесат барање за промена на лиценцата. Доколку тоа не го направат, инвестициите ќе им пропаднат, бидејќи нема да ја вршат дејноста.